вечер, почитувани гледачи. Оваа среда сме заедно со вас, со сите кои што сакаат да слушнат и да видат што е актуелно во моментот во општина Росоман. Инфорос рековме емисија која што ги актуализира оние теми на кои што се работи актуелно во тековната седмица. Она што го оставивме зад нас беше свеченото закројување по повод Свети Трифун и општина Росоман традиционално се вклучува во одбележувањето во соработка со компанијата Душан Чирич од Росоман. Годинава дел од оваа манифестација и свеченото закројување беше и амбасадорот на Руската Федерација. Во целост ги имате во ова издание на Инфорос изјавите на градоначалникот, на собственикот на Душан Чирич, господинот Кире Шошев и на амбасадорот кој што рековме беше во посета на општина Росоман. Продолжува традицијата на Душан Кирич Росоман со сите верувања и обичаи да се слави празникот на лозарите Свети Трифун. Така беше и денеска на свеченото закројување на лозовите плантажи, каде на оваа фирма повторно и се придружи и локалната самоуправа на чело со градоначалникот Стојан Челазов. Свештените лица од црквата Света Тројца во Росоман, собственикот на Душан Кирич Кире Шошев, вработените и градоначалникот Лазов закроија и посакаа берикетна и плодна година. Традиционално, како и секоја година, знаете дека и во програмата на општина Росоман е влезено да се слави Свети Трифун, но ценам дека може Свети Трифун да се слави само на овој начин, бидејќи паралелно ако почнеме во Росоман да славиме, значи тие 100 и неколку вработени луѓе кои се тука треба да ги на некој начин поделиме, така да одлучивме и нормално јас сум познат по тоа дека и заради заштеда на доста средства. Значи доаѓаме тука, се приклучуваме, доаѓаат видни гости, еве амбасадорот на Руската Федерација е тука и неговата екселенција, значи сака да го види начинот на кој што ги прибираме праските, каде се плантажите, каде се ладилниците и се она што се извезува во неговата земја, така да посебно сум горд и благодарен на сите овие високи гости кои што денеска се тука, за да Росоман остане во кругот на текешите каде што традиционално се славе Свети Трифун и каде што традиционално на овој денешен ден се посакува да има беричет. Јас од се срце посакувам на жителите на цела Македонија, на текешијата на Росоман да има богат род ова година, да има добра цена праската и некако што милуваме да кажеме, значи и да се плати родот, бидејќи навистина има и доста потешкоти во наплатата на народот ова година што помина. Така да мислам дека и интенција ќе биде на сите, значи да се помине во најдобар ред. На луѓето му посакувам добро здравје на денешниот ден. Тука, значи во ладилникот на господинот Шошев се сите негови вработени, реков над 150 луѓе. Тука се доста гости од секаде и мислам дека ќе поминеме еден убав празничен ден денеска. Времето ни се погоди и дека наредната година ќе биде навистина беричетна и за Душан Кирич, и за Росоман како општина, и за Македонија, и за целата Клишија. По традиција, славењето на Свети Трифун по чинот на закројување продолжи со заедничка веселба во халите на Душан Кирич, каде освен вработените присутни беа и представници на повеќе министерства и амбасади. Изминатата година за нас беше берикетна и од оваа очекуваме плоти берикет. Работиме на проширување на капацитетите, а ќе не има на пазарот и со нови култури, најави собственикот на Душан Кирич Кире Шошев на денешното закројување и свеченост организирана во чест на празникот на лозарите Свети Трифун. Шошев Русија ја истакнува како земја број 1 увозник на неговото овошје и најавува дека и годинава најголемиот дел од родот ќе отпатува таму. Прво на сите наши луѓе, на сите наши верници, да им го честитам празникот Свети Трифун и дај Бог оваа година пак да има исто добар род као прошлата година, као минатите години. Оваа година очекуваме поголем род на праските, некаде од прилика околу 2700-800 тона, почувајќи од крајот на мај, почетокот на јуни, па се до крај на август. Таму очекуваме добар род на праската и исто и грозјето, исто и сливите, така да мислам дека оваа година ќе биде
поубава. Како сте задоволни од изминатата година и родот кој го даде? Па, изминатата година родот беше добар, но заради тоа што нели овие дрвцата насите ми се млади и секоја година даваат се повеќе и повеќе, затоа очекувам оваа година уште поголем род. Останува ли Русија земјата во која најмногу извезуват? Број 1. Да, Русија е земја која што ни е доста блиска, братска, пријателска, така да нас не е само таму извозот, на друго место многу малку, така да 99% од цело наше производство оди за Русија. Македонското овош и особено росоманската праска се препознатли вкус во Русија, потврдува амбасадорот на Руската Федерација Олег Николаевич Шербах. Тој денеска присуствуваше на прославата во Душан Кирич, а во изјава за КТВ нагласува дека и понатаму ќе биде голем поддржувач на македонските компании кои извезуваат во Русија. Ну, я прежде всего хотел бы, конечно... Јас пред себе сакал да ги поздравам сите ваши работници, сите македонци со празникот Свети Трифун и би сакал да подвлечам дека квалитетот на продуктите кои што доаѓаат од Република Македонија во Руската Федерација се многу добри, одлични. И како еден од одличните примери секако е вашата компанија која што во целост е ориентирана кон рускиот пазар. И исто така би сакал да ви посакувам и во оваа година и во следните години да имате се поголем род и на праските, и на грозјето, и на сите други земјоделски производи кои што овдека се гаат како култури, како и ќе ги поставуваат и понатаму на рускиот пазар е огромен и секако на него има место за сите македонски производители. И како амбасадор, но и како самиот корисник на овие прекрасни производи, јас имам таму и пријатели, и семејство, и сите тие веќе знаат и ги употребуваат македонските производи, бидејќи квалитетот е навистина добар и ќе ги препорачуваме и понатаму на рускиот. Импресиониран од традицијата на македонскиот народ, амбасадорот Олег денеска најави дека во иднина ќе биде чест гостин на компаниите како што е Душан Кирич. Во продолжение на Инфороси и ексклузивното интервју со градоначалникот на општина Росуман Стојан Чалазов и повеќе теми на кои што разговаравме, актуелните проекти на кои што годинава ќе работи општината, тендерите кои што во моментот се во процедура и се она што е актуелно. Значи останете со нас, следете ја изјавата со градоначалникот Стојан Чалазов. Градоначалничи, ова 2015 година продолжува интензитетот на инфраструктурно уредување со цел општина Росуман да стане модерна и урбана општина. Преглуп пресметките веќе се прават, тендери ќе има и годинава, докаде се сите тие работни обврски на општината. Че согласно оно што како програма го донесовме на последната седница на Советот на општина Росуман, програмата за изработка на улици за одржување и програмата за работа за наредната година, значи за комунална изградба, општина Росуман, односно градоначалникот пристапи кон изготвување на обемната документација која што ќе ни користите во текот на овој нареден период, значи во текот на месец февруари ќе распишеме многу тендери. Ние во овој момент ги правиме предмер пресметките на повеќето улици кои што планираме да ги асфалтираме согласно програмата која што ја донесовме, да ги поставиме бетон плочките за тротоари и за улици онаму каде што нема да имаме асфалтирани улици, но исто така мора да кажам дека и како локална самоуправа се стремиме и се спремаме за аплицирање на проектите од Светска банка преку ИПАРД програмата, кој што веќе се во завршна фаза изготвувањето на овие документи, но и вчера го предадовме проектот, односно предадовме во Бирото за регионален развој проектот за отпочнување со работа на локалниот пат Сирково Росуман. Уште еден документ фале таму, значи потпишан од председателот на Советот за согласно последната одлука која што донесе Советот за собствено учество, значи но ќе го дадеме и накнадно во овие денови, значи сега се предада вака документи, јас се надевам дека во текот на наредната недела ќе ги предадеме и овие документи и ќе имаме аплицирано, едни сме од меѓу првите општини кои што аплицира и верувам дека како општина ќе успееме
дел од средствата, значи кои што се наменети за преку Бирото за регионален развој, преку Министерството за локална самоуправа да ги добие општина Росуман. Лани знаете негде околу 700.000 денара искористивме од овие средства, сега аплицираме за малце поголема сума, но во текот на наредната недела сакаме да аплицираме и за со специфични, значи има две мерки во Бирото за регионален развој, веќе се подготвуваат проектните документации и во текот на наредната недела ќе аплицираме и со во проектот за специфични подрачја. Ја добивте на последната седница токму за изградба, уредување и одржување на патиштата, целосната подршка од советниците. Самите спомнавте дека преокупацијата ќе биде околу патниот правец во селото Сирково. Претходно беше најавено дека тоа ќе биде манастирец Трстеник. Зошто од ова одлука? Ние сакаме да бидеме практични во овој дел. Овој брзиот пат рачунавме дека нема оваа година да се почне, дека ќе се почне дури 2016, но ете владата на Република Македонија, значи, смогна сили да аплицираше со овој проект и по моите сознанија ги доби и парите преку и компонентата на Европската унија да го гради овој патен правец, односно брзиот пат градско напатната станица за Прилеп до Фариш кај што ќе се спое. И тоа значи дека мораше да побрзаме со нашите проекти како би добиле исклучно приклучна точка на овој пат. Знаете дека со проектот таа приклучна точка беше на патот за Крушевица, но во разговори со премиерот, со владата, рекоа асфалтира го овој пат, ќе добиеш приклучна исклучна точка меѓу Сирково и Росуман. Така да ние како локална самоуправа цениме дека овој пат мора побрзо да се направи, затоа што и приклучно исклучна точка ќе биде и за Росуман, и за сите населени места, но и за Кавадарци, бидејќи од овој, ако некој тргне по овој пат, значи пак ќе може преку Сирково по еден прав пат со камион да се исклуче и да дојде во Росуман и преку Росуман пак да замине на другите правци, но исто така и оценуваме дека овој приклучок за Сирково ќе значи многу силен и економски и социјален фактор да се развива Сирково, така да и за Росуман и за Сирково приклучната точка кај Сирково многу повеќе одговара согласно на што како пат кој ќе го направиме во иднина ќе служи за нас и заради таа една општа состојба сакаме да го направиме овој пат. Бидејќи беше проектиран 2017 во програмата која што јас нудив, само ги зменивме места со патниот правец манастирец Трстеник, кој што во 2017 па ќе го аплицираме, можеби порано ако најдеме други форми на финансирање на општината. Знаете дека во последните години ги користиме фондовите на Европската унија, ги користиме сите можни фондови, аплицираме и добиваме проекти кои што навистина го разобувуваат Росуман, односно цела општина. Јас кога зборувам за Росуман како општина зборувам, така да мислам дека во наредниот до крајот на мојот мандат ќе бидат сите овие патни правци кои што се обечени. Мора да кажам дека од програмата што тие два правци не стана, другото сето скоро е готово, да не речем 90%. Ако ова година негде околу 20 милиони планираме пари да потрошиме за овој патен правец, наредната година ќе ни остане, значи, уште патниот правец манастирец Трстеник, така да само ќе има една година закъснување, но приликите кои што сега ни се створија за да се прави овој патен правец не натераа да ги изместиме, значи да изместиме динамиката на работа, само ништо друго, значи да ги смениме патните правци и мислам дека разбирањето од луѓето од Трстеник манастирец ќе биде во таа насока, значи заради приклучок на овој патен правец кој што навистина исто така рачунаме дека ќе го приближи Сирково до побрзи комуникацијски токови, до побрз економски развој. Таму верувам дека од бизнисмените ќе има потреба и да отворат и ладилници и земјоделието и во Сирково е развиено, така да тоа е една од причините. Ние, како што кажав, оваа година веќе планираме над 20 милиони пари таму да вложиме во овој патен правец, кој што мора да кажам дека е над 40 милиони денари, значи проектираната вредност на самиот пат. Како што знаете, претходно зборував за патниот правец манастирец Трстеник, кој има околу 33 милиона, но досега ние имам потрошено, значи, околу 1 милион денари, значи севкупно за да го овој патен правец почнеме и мислим дека во наредните години до истекот на мандатот ќе бидат завршени сите патни правци.
Во неколку наврати се споменува економскиот развој на воопшто општина Росуман со овој патен правец кон селото Сирково, се спомнуваат тие ладилници, но и пазарчето, на јавните дебати кои што беа организирани токму за дискусија и прибирање на мислења од компетентни личности, но и од жителите на целата општина. Сметате ли дека ќе има услови за развој на луѓето кои што екзистираат токму и од тие пазари? Ние секако дека овој пазарот кој што е во Росман сега и кој што верувам дека и ќе продолжи да постои, значи тие неколку фамилии кои што навистина живеат во тој пазар, во рамките на овој брз пат ќе пробаме да ги екипираме, значи таму кај што планира да се направи и паркинг плац, место за одмор, тоа би одговарал да биде точно кај Сирково заради доводот на струи, заради можноста од приклучок на канализација и на се она што значи инфраструктура за овој паркинг плац и на самиот да се предвидат содржини, значи после самата изработка на овој пат, значи ние ќе пристапиме кон правење урбанистичка планска документација, како би го надополниле тоа и како би жителите од Сирково, од Росуман, од двете страни на овој брз пат, како би му возможиле да може да ги изнесуват своите производи кои што ги произведуваат и да ги продадат и со тоа и да заработат полесно, но и зошто да не почнеме да ги анимираме со производство на готови финални производи значи и од праски, од грозје и од се оно што значи ние сме дел од типишијата, мачунот исто така во типишијата е застапен, а веќе гледаме како оде сувите чушки, значи тоа е нешто што најповеќе оде и нормално преработките од овошјето, како што се компотите и мармеладите, джемовите, така да мислам дека имаме добра насока, добар потенцијал и на овој брз пат кој што рачунува дека ќе биде фреквентен, да ги поставиме и да ги изложиме со текот на времето, дури имаме план, значи на автопатот там кај што веќе имаме издадено дозвола за бензинска пумпа, значи и на тоа место да може да одат дел од луѓето, зошто не, бидејќи и саме зошто да не ги рекламирате и према странците кои што одат на одмор во Грција, а можеме да бидеме добри, значи амбасадори на сета храна што се произведува во нашиот регион, во Росман, и можеме да бидеме добри промотори на Македонија баш во овој дел. Рекевте дека ако станува збор за урбанизацијата, продолжувате и понатаму со уредување на просторот околу местата предвидени за тротоар. Ова изминатата година започнавте, некаде е стигнато на половина, рекевте дека продолжувате и понатаму и долж местото кое што беше поплочено со бетонплочки, ќе се продолжи и понатаму и ќе се уреди целиот тротоар за простор. Да, значи ова година планираме да продолжиме со изградбата, за таа цел направивме проект до крајот на Росуман према Прилеп, до последната куќа, улицата Илинденска и улицата Пере Тошев, како би ги споили на сличен начин со тротоари. Целиот овој проект го поделивме во 3 фази, согласно оно што ние планиравме да потрошиме дел од парите, значи од ИПАРД, од Светска банка, кои што ни се нудат за неразвиени подрачја со висина од над 260.000 евра, да ги потрошиме и за изградба на тротоари, значи знаете дека овие што останаа бехатони сакавме во Сирково да ги направиме, но ова поместување што ни го направи самиот пат локален Сирково Росуман и помести некои работи, така да за ова година планираме дел од 1/3 од овој патен правец, значи од овие тротоари да ги направиме. Наредната година уште 1/3, но до крајот на мандатот да биде комплетно завршено. А во меѓувреме да можеме и да почнеме да правиме околу плоштадите во Трстеник, во Манастирец, има потреба во Манастирец да се овие бекатон плочки расшират околу плоштадот, околу црквата, околу школото, во Трстеник е така и планираме дека ќе смогнеме сили оваа година да го направиме тоа. Мора да кажам дека согласно она што како локална самоуправа го правиме, заемот од Светска банка од 4 милиона
наречени, може да изградиме резервар за вода за пиње од 260 литри. Тендерот веќе оде, значи, по правилата од Светска банка, оде на, значи, тендерот си се реализира, има многу фирми заинтересирани кои што ќе го градат. Се надеваме дека ќе паднат цените како би можеле да направиме и она шахта која што треба да прифате водата од Кавадарци кај фабриката Дрексел Маре. Тоа не е мала инвестиција, таму околу 1 милион, значи шахта и вентил по оној познат скада систем како би се регулирала точната количина на вода која што ќе доаѓа во Росман, и мислиме дека ова година со доизградбата на ова шахта и на овој резервар во Росман ќе имаме непречено количество на вода од потребно, значи, за потребите на граѓаните. Знаете колку 28 метри по секунда треба да е протокол, за да може, тоа е согласно договорот кој што го има подпишано. Во март месец завршуваме со исплатата, последната рата, значи во март месец некако околу 500.000 денара треба да исплатиме на Жикол за тоа што беше плюс од работењето, и со сите овие средства кои што ги вложивме во изминатите 3 години, планираме, значи, конечно да биде ставен крај на сите проблеми со водата. Значи, граѓаните мора да се стрпат. Јас ги гледам опонентите од и опозицијата, одат по куќите, му викат, па гледате ли колку пари се потрошија, кешки они да потрошија толку пари во тоа време, да немаме сега проблемите, овие пари да ги потребуваме за друго, но за жал толку ископаат 2 бунара од 8 метра кои што немат вода, без пумпи, без струја платена. Значи, мора да кажеме дека ние одговорно и домаќински 9 милиона денара вратиме во делот на комуналното предпријатие, купиме нови пумпи. Немаме некои рестрикции за вода кои што или проблеми кои што би биле од настанати од природа, нема вода, но сакаме квалитетна вода. Значи, ние можеме да продолжиме на овој начин, да имаме неквалитетна вода која што еден ден е за пиење, другиот ден не е, но сакаме да донесеме од Кожов вода пречистена заедно со Кавадарци. Значи, ние денеска се рачунаме дел од Кавадарци, од Вишијата, бидејќи нераскинливо сме врзани со Кавадарци, и тој дел, значи, да го затвориме како поглавие во жителите на Росман, како поглавие во кое што нема да има повеќе ни рестрикција, ќе има вода. Нели, согласно она што како домаќини треба да се однесуваме домаќински со нашата вода, и нормално да си ги подмируваме сметките, бидејќи ништо не е бесплатно, се мора да се наплате. Значи, таа вода ни ќе платиме некоја држава да стигне до Росман, така да луѓето во Росман, манастирци и рибарци ќе го затворат ова поглавие. И уште една работа што е кажана и ја има во нашите програми е каптажата и новиот цевковод кој што треба да се сменат за Сирково. Значи, таму покажување на комуналното предпријатие на жителите на Сирково има застарени цевки и железни кои што треба да се сменат, и мислам дека оваа година тоа ќе го направиме. Значи, тоа е уште еден тендер на кој што му требат предмер пресметки во март месец, рачунам дека ќе се распишат и негде до сезоната за работа да бидат завршени сите овие работи, и се надеваме дека, значи, ова 2015 ќе биде навистина еден исто така како секоја година наредна, повеќе проекти изработени, повеќе пуштени во употреба за потребите на жителите на Росман. Но од проектите кои што ги видивте за годинава и си проектите за енергетска ефикасност во општината, ќе има целосна замена на енергетски штедливи светилки, меѓутоа и енергетски штедливи фасади во основното училиште, односно во образованието. И таму годинава и минатата се направи много. Значи, ние, вака да ви кажам, согласно оно што како локална самоуправа, согласно планот што го правиме секоја година за енергетска ефикасност, значи, се оно што значи заштеда, дали е поголема или помала, сакаме да го смениме. Парите се проблем секогаш, значи, ни се сакаме, ама не можеме. Јас да ви кажам дека од данок од куќа во просек од 400-500 денара од куќа, а во Росман има 1000 куќи, значи 1000 до 1200 сега, рачунам дека 200 не плаќа, дали 1000 куќи, многу лесно може да се рачуна дека колку годишно се зимат од тие даноци. Значи, ако не аплицираме по европски пари, по пари кои што владата ги дава
на Република Македонија баш заради тие заштити, значи ништо не сме направиле. Самите жители толку имат колку што дават. Значи ние сепак и не сме некоја богата држава да можеме да речеме сега ќе покачиме даноците, па ќе взимаме, ги гледат и дискусиите на советниците, уште и сакат да ги намалат. Мислам дека крајна цел е да се уозбилиме у тие дел. Значи едно е дека сакам да се додворам на гласачите, но едно е дека тие луѓе, плаќајќи го својот данок од 400 до 1000, значи придонесуваат према растот, односно према поубаво иде на своите деца. Значи ништо нема, ако не платиш дека ќе го добиеш. Но мора да кажам, значи сега согласно ова, преку Вардарски плански регион, преку УСЕ, преку ГИС, 4 проекти спремаме за замена на сите државни, односно сите општински згради, училишта, општинската зграда, училишто горе, таму кај што имаме јавно осветлување за општинска, значи да ги смениме сите сијалици, но и ова година во јавната набавка за уличното осветлување одма предвидуваме улични светилки кои што заштедуваат до 50%, значи тоа ќе бидат навистина се поскапи, но динамиката кажува дека годишно се 400 сијалици прегоруваат. Мислиме дека тие 400 сијалици кои што ќе прегорат, сите ако ги смениме со штедливи и наредната уште 400, значи после ќе можеме многу полесно, бидејќи имат гаранција од по 3 до 5 години, потешко горат и со тој однос, со таа заштита па ќе вложиме во нови канделабри, во нови сијалични места, таму кај што сега не можеме да одговориме. Значи желбата на луѓето е да има на секоја бандера. Но ако ставиме на секоја, тоа нема да ни стигнат парите и сето е врзано во круг. Мораме да мислиме на штедливи сијалици, тие штедливи ќе покажат на секоја бандера да ставиме нови сијалици и така да еден врзан круг на крвни садови кои што функционираат така врзани, но во преку ГИС-е Рездата, така мислам, тоа е една невладина германска организација која што навистина помага и на Вардарски плански регион, че ние заедно со општина Градска, заедно со општина Лозово, како 3 мали општини, ќе аплицираме за 40.000 евра да ги смене сијалиците во сите училишта, градинки и сегде. И со она што веќе го добивме преку Вардарски плански регион, тоа е колекторски систем за топла вода во салата физкултурна и во градинката, планираме навистина да заштедиме. Знаете дека во Паликура инсталиравме систем за парно грејење со палети, тоа го планираме ова година и во Сирко да го направиме, значи ќе заштедиме и на дрва, односно повеќе од 2/3 поевтина, значи поевтино ќе земе и сите тие пари пак ги вложуваме во основното училиште, тоа се новите фасади енергетски, тоа се новите 2 училници, тоа се замена на прозорите во Камендол и во Дебриште, ново игралиште во Паликура и поправка на вецињата во Росуман, кои што навистина не ги вети владата, но кога ова година видиме дека ги немаме, самите ќе си ги направиме. Малце ќе го лесниме по и на владата ако треба. Согласно оно што како едно од ретките општини сме кои што сами си направивме основно ново и подрачно училиште, но владата и ние сме едно. Значи ако се потрошат парите таму ќе ни дадат на друго место и така да размислуваме баш во ова насока да заштедуваме енергија. Со заштедата значи заштеда на пари, а со тие пари пак вложуваме во некои други работи кои што ни се потребни. Ова е само една од многуте теми кои што ние ги зачнавме денеска, а ќе бидете, се надевам, спремни да одговорите во тие објекти во петок. Подготвен ли е градоначалникот на општина Росуман да одговори на прашањата и од граѓаните? Да, значи јас секогаш сум транспарентен во секој однос. Знаете дека кај мене нема задкулисни зборувања, кај мене проектите се неумолливи, тие се тука. Значи, сум спремен да одговорам и еве се она што после граѓаните ќе ги интересира, нека ја следат во петок на 20, значи во 21 часот ТВ објектив, па и ќе се доодговорат некои нејасни работи кои што се, а јас се надевам дека и во текот на емисијата уште ќе одговорам, но се надевам дека и некои работи кои што па и ја не можам се да знам, нели? Не, во текот верувам дека гледачите ќе си остават телефонски бројби и се она што па ќе му одговориме и накнадо и во писмена форма, а тоа е и нашето постоење како политичари, тоа е и да одговориме на сите нејасни работи, се со цел да биме транспарентни, луѓето да знаат каде ги трошиме парите кои што ги добиваме, кои што ги собираме како даноци,
И нормално за утре, значи сета борба е да се покажеш кој си, која партија, која опција спроведуваш, значи секогаш ние сме десна партија, ВМРО-ДПМН е секогаш народна партија, јас како градоначалник кој што потекнува од оваа партија ВМРО-ДПМН стоам на располагање за секој одговор да кажам. Согласно она што сега за себе ќе кажам дека од 90-та година навеќе сум во ВМРО, цврсто стоам, дури прекарот ми е ВМРО, значи стоам на сите граѓани секогаш во секое време. Јас знаете дека немам примен ден, дека секој ден кој сум во канцеларијата нема некој да не сум го примил, така да и сега нема на некој да не му одговорам. Нема што да се крие во оваа наша работа и ако така ги гледаме работите, граѓаните ќе бидат задоволни. Никош немате доволно задоволен граѓанин и децата дома две што се и жената се лутат на мене некош, а не па да очекувам од граѓаните дека тотално ќе се согласат со мене, но да не речем дека 90% од цело нашо како програма ми е мене, бидејќи па и ние одговараме пред нашите партиски органи, пред премиерот наш, значи он се грижи дали тоа што го ветиме на граѓаните е исполнето. Значи ние во, ако не друго, во месецот еднаш во влада одиме и ни вика докај ви се проекти тоа што го ветите. Ако не го исполниме, зошто не го исполните? Па треба да му објасните. Има некои работи, можеби и нема да се исполнат, значи никој не е совршен во оваа. Зошто не го исполни? Па како може тоа да се помогне? И тука во тој дел, значи како транспарентна партија, значи како народна партија, верувам дека и така и не препознават граѓаните, ние не оиме да му кажуваме лажни приказни, не оиме да му кажуваме дека еве никога така го зборуваме, после не рекоме. Ние имаме напишана програма, секој може да провере, секој може да види што е од она напишаното спроведено, бидејќи крај на криштата, значи само пишаното останува и на него може секој да каже. А другите работи, значи што се плюс, само може да бидат позитивни, тие што не можеме да ги завршиме, треба да му ги објасниме зашто не сме ги завршиле, мада еве во мојата програма јас после 2 години градоначалник може да кажам дека освен 2 проекти, патот за Трстник и патот за Сиркова, нема нешто незавршено. Сум сигурен дека ќе ги завршам тие во владината програма од 4 години. Патниот правец, мора да кажам, мрзан, значи околу 1000 метра да се доправи овој патен правец со асфалт и во Росман ќе немаме проблем. За наредните 4 години, дали ќе биде градоначалник кандидат Стојанче, дали ќе биде некој друг од ВМРО, ќе си ги напише пак приоритетите кои што веќе сега ги ставаме, ќе збориме за атмосферски канализации во Росман, за патниот правец Манастирец Рибарци, патен правец Сопот Рибарци, кај што се нивите, знаете дека до 2018 50% од прибирање на средствата за земјоделски се во Росман. Ја си поставив цел, ако прибирам пари од земјоделското земјиште, дека зошто да не ги тампонирам, и тоа убаво тампонирање, ама ние што ги викаме Чичевски пат, Водовратски пат, зашто да не ги асфалтираме, да испаѓат на тие брз пат, односно да ги поврзат Чичево Росман, Чичево Водоврати и сите села кои што можеме да ги дозавршиме. Скоро дојде кај мене на делегација од Кавадарци, жители на Шивец, кажа Шивец Трстник има еден патен правец кој што може да се поврза па да испадне на Лазановче. Во мојот дел на територијата, зашто да не го врзиме тоа? Ако е изводливо, тоа некош било широк пат и сега, значи зашто да не се, ама за нареден период, сега во овие период додека сме не можем, а во нареден детектираме такви потреби и така ќе ги направиме. Благодарам многу. Молам. Веќе ја имавте на самиот крај од емисијата и најавата за тоа дека гостин во емисијата ТВ Објектив, што се емитува во петок со почеток од 21 часот на програмата на КТВ, ќе биде градоначалникот на општина Росуман Стојан Чалазов, ќе биде отворена и сите жители на општина Росуман кои што имаат прашање до градоначалникот ќе можат слободно да го постават за да добијат одговор. Ова беше уште едно издание на Инфорос. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер.